Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Слободна Европа е председателката Гордана Силјановска-Давкова. Всушност, ние дојдовме кај вас, така да ние сме гости. Добре дојдовте. Благодарам. Да почнеме веднаш. Ингеренциите на председателот се во рамките на надворешната политика, безбедноста и одбраната. Две работи се актуелни деновиве. Првата е застојот во евроинтеграциите и втората е стратегискиот договор со Велика Британија вреден 6 милиарди евра инвестициски кредит. Дали сме поблиску или подалеку од почетокот на разговорите со Европската Унија од пред година дена, кога вие станавте председателка и на власт дојде ВМРО-ДПМНЕ? Со оглед на тоа што и новата бугарска влада соопшти дека не е само вметнувањето на бугарите во уставот, тоа е услов за почеток, меѓутоа има и други услови што треба да се исполнат во во процесот на преговорите со Европската Унија. Не можам со една реченица прецизно да ви одговорам. Зошто? Бидејќи ако речам дека сме подалеку или поблиску, тоа не е вистинскиот одговор, бидејќи понекогаш далечината или близината е многу релативна. Зашто не значи дури ние ако почнеме преговори, дека тоа на вистина ќе значи исчекор. Во исто време може да дојде и ново барање или пак, како што досега се случуваше, да следат процеси што ќе го оневозможуваат нашето договарање за кластерите и за поглавијата. Што мислам за овој период? Прво, забележувам промени. Веројатно е тоа логично да го одговорам како председателка, но забележувам промени. Всушност, нашиот случај или нашиот преседан доведе до промисла на евроинтеграцијските процеси воопшто, бидејќи сите знаат дека овој преседан ќе изроди и нови преседани. Имено, да, јас честопати велам дека устав може да смените, но не можам јас да ветам дека ќе има уставни измени набрзо, бидејќи јас сум овластена предлагачка на уставни измени, но пратениците гласаат по сопствено уверување, бидејќи ги представуваат граѓаните, а не мене и другите власти. Најчестото прашање до мене од надвор е дали ќе има уставни измени. И мојот кус одговор е не можам да гарантирам, бидејќи не сум апсолутен монарх. Значи, по мене, барањето од надвор уставни измени е спротивно на темелните вредности и принципи на Европската Унија, вградени во договорот за ЕУ и вградени во Лисабонскиот договор и во повелбата за фундаментални права, бидејќи таму има обврска или ветување дека ЕУ ќе ги почитува уставните и политичките структури на државите или дека ЕУ ќе го почитува националниот и културниот идентитет и дигнитетот и интегритетот. Меѓутоа, тоа во теорија е така, меѓутоа во пракса гледаме дека не се применува, за жал. И преседан, која рековте, имаше и други земји што преговараат. И Словенија и Хрватска, знаете, за границата, за морето. Сосема различно е тоа, реален проблем. Не е иста реален проблем. Ама за идентитетски прашања немало разговори до сега. Сега ве прашам, вие спомнавте, ваш израз е тоа креативна дипломатија за надминување на овој проблем. Од соопштението од вашиот кабинет посредбата со Беате Мајнел-Рејцингер, министерка за европски работи и на Република Австрија, минатата недела разбравме дека разговорите за решавање на овој спор би сакала таа да се случат во Виена.
Се случува ли нешто на овој план и има ли маневарски простор тука за владата? Па иде веќе вашето прво прашање и одговорот очекуван од мене е врзано и за второто. Креативна дипломатија, да. Нам ни е јасно дека преговарачката рамка е усвоена. Нам ни е јасно дека е тешко да се менува преговарачка рамка, иако случајот на Србија го покажа и поинаквото. Затоа јас се велам дека штом ние укажуваме на проблеми врзани за нашето преговарање, тогаш и ЕУ треба да вложи енергија креативно да овозможи наше напредување и мислам дека ова што го споменавте е на таа линија. Има ли Значи нешто ново можеме, тука? еве моите предлози што се велам најчесто. Вие може Европскиот парламент да донесе некаков акт за состојбите меѓу нас и меѓу Бугарија. Може Советот исто така да даде некакви инструкции. Може исто така, еве, да се, не знам, во некаков акцијски план, во некакви си предлози до комисијата, историската комисија бугарско-македонска, да се предочи дека тие може да бидат слободни, но дека мора да внимаваат, иако велите вие дека е теорија, не е теорија. Тоа се уставни акти на Европската Унија. Уставни акти, конститутивни акти на Европската Унија. И тие исто така треба да ги почитуваат не само во однос на членовите, туку и во однос на сите други. Значи, овие наши разговори да им се предочи дека или да се донесе, што знам, протоколи 2 потпишавме, така и ве може уште еден, дека нема да се користат, дека нема да можат да бидат основ за вето. За вето, туку дека, значи, ќе се разговара слично како што разговараат французите и германците, пољаците и германците, за да видиме како низ интерпретација на решенијата можеме да дојдеме до конечен договор. Зошто го велам ова? Да потенцирам во договорот за пријателство и до добрососедство со Бугарија нема ниту еден член, ниту еден збор за уставни измени. Уставните измени никнаа од, значи, првиот и од вториот протокол. Не ми одговоривте дали има некаква иницијатива Да. за следба сега, Па видете, дали е тоа вие? а во меѓувреме, вие ја чувме, ние, значи, министерката рече дека Австрија од секогаш била зад регионот. Австрија смета дека во моментов најважното нешто за ЕУ е политиката на проширување да се спроведе, дека има разбирање и за аспирациите на Украина и Молдавија, но дека има поголемо разбирање за Западен Балкан и тогаш рече дека еве, јас ви предочувам дека Австрија е спремна да разговараме за наоѓање некое креативно решение дали ја заедно контактиравте со Софија? бугарите. Дали или Австрија може би ја Јас не контактирала? можам, не знам, значи сигурно дека штом предлага министерката или го сторила тоа или ќе го стори тоа. На истата линија беше и коментарот на председателот на Советот, бидејќи на Европскиот Совет, бидејќи и тој рече дека најпрво го оцени нашиот предлог како добро решение за одложено дејство на уставните измени, но рече дека не наишол предлогот на разбирање во соседството, но исто напомена дека спремен е, изразува спремност за разговори меѓу нас тројцата, меѓу председателот на Бугарија, тој и јас. И тоа е креативно. Деталите од договорот за стратегиско партнерство со Велика Британија се во овој момент општи и засега непознати.
Каква е вашата политичка оценка за овој договор? Прво, морам да кажам дека надлежноста во склучувањето на договорите е поделена. Примус во склучувањето на договорите е председателот. Меѓутоа, и во Уставот вели дека меѓународните договори ги склучува председателот, а владата тогаш кога е тоа со закон утврдено. Тоа е утврдено со закон во областите на економијата, социјалната заштита, образованието, речиси надлежноста на Министерството е основот за ваквите надлежности. Значи, невообичаено е председател да дава политичка оценка за стратешки договор кој што се однесува на области како што се инфраструктурата, градењето на болниците, градењето на студентски домови од она што го видов. Да, јас сум информирана за областите, но ваквите стратешки договори, како што знаете, по примерот и на стратешкиот договор со Соединетите Американски држави, а исто така стратешкиот договор со Турција, се во сфера на надлежности врзани за владата. Добро, сте пак како председател... Еве, тоа е мојата, значи Добро. јас поддржувам решенија кои што ќе овозможат развој и просперитет, бидејќи најголемиот предизвик денеска е тој, со оглед на ноторниот факт дека и нашите традиционални партнери или најголеми партнери, тоа се оние од Европската Унија, исто така имаат сериозни економски проблеми. Сега спомнавте Европската Унија. Дали е овој договор некаква алтернатива на Европската Унија? Не. Се работи, значи, инаку не би бил тамо министерот за сообраќај и врски и министерот за заштита на животната средина, не. Јас не сум фаталист и ритко го употребувам изразот немаме алтернатива, не, но тврдам дека ние, како што сме дел од Европа географски, културно и историски, така и политички сме дел од Европската Унија и морам да напоменам дека дури и британските представници, кога доаѓаат овде, последниот пат лијазон од представничката за Западен Балкан, исто така диалогот го води во рамките на нашата започната, недовршена евроинтеграција. Значи, немаме алтернатива во овој поглед. Но бараат сите денеска во светот извори на средства за развој, за надминување, во таа смисла и ние, особено предпоставувам, знаете дека еден интересен податок, можеби најголемиот дел од вложувањата на Западен Балкан, Обединетото кралство, ги има кај нас. Како оценувате, имате редовни консултации со премиерот Христијан Мицковски, како оценувате работата на владата во измината година? Повторно, знаете, владата го црпи легитимитетот од собранието и одговара пред собранието и собранието има право, има и обврска всушност заради граѓаните да ја оценува работата на владата. Јас можам да кажам за двете глави на извршната власт, бидејќи тоа е поделена надлежност, ги набројавте надлежностите токму во тие сфери, во надворешната политика, во безбедноста, исто така. Еве на тој план. Значи, да, се консултираме, јас барам информации, исто така од мене понекогаш се консултираме за определени прашања, но секој си се држи до својата надлежност и си ја исполнува надлежноста по свое. Консултациите се редовна работа. Мислам дека во областите на поделената надлежност сме се договарале, еве, например, кој кога ќе оди, каде ќе оди, бидејќи
дури и во меѓународната политика е исто. Некогаш премиерот, некогаш председателката на државата, но не се мешам во нивните внатрешни работи, ниту пак дозволувам да има мешање во моите. Но разговарам. Да ве прашам на колку закони до сега сте ставиле вето, бидејќи имате право на тоа? За сега на еден закон во една година, што не се случило предходно. Да, зошто може би имало неколку пати решенија за кои што сум имала забелешки. Се разбира дека, еве, прашањето ви е одлично. Значи, секогаш јас ги добивам законите меѓу првите, за да видам дали може би има решенија за кои сметам дека не се во ред и може да бидат утре основ за ставање вето. Во некои од нив интервенирале, за некои ми објасниле зошто е така и зошто нема друго решение, еве, например, во градежништвото, ако замислете на трасата заборавиле предходно дека болница треба да има, а има, или бензинска пумпа, нешто, вие мора да најдете решение. Како ќе го најдете? Тогаш мора да се создаде основ за министерот да интервенира во трасата и така натаму. Сгрешив, не болница, бензинска пумпа не е впишана. Ете за такви решенија. Но, еве, одговорно изјавувам дека ако дојде до решенија зад кои јас не можам да застанам, бидејќи моја среќа или несреќа е што сум и професор по уставно право, но и имам советници на кои им ги доставувам предходно, јас ќе го употребам ветото. Дали имавте средби со други политички лидери во земја, освен со лидерот на социјалдемократите Венко Филипче? Средбите со другите политички лидери со сите протоколарни биле, кога сме се гледале на настани на кои што се и тие присутни. Меѓутоа, за сега, единствено, председателот на Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа да напоменам, во својство на пратеник. Во својство на пратеник, ние мора да ставиме крај на една чудна пракса, партиите да ги субституираат државните органи. Имено, видете, ако лидерот на партијата е пратеник, тогаш тој така треба да постапува. Партитократијата значи дека линијата меѓу државните органи и партиите е многу тенка, тогаш тоа се средби кои не се отворени, не се пред јавноста, нема информации. Тоа е, нас не забележуваат, опасна работа, бидејќи партитократијата не е демократијата. И партиите не смеат да ги субституираат парламентот, владата и шефот на државата. Но, неформално, спремна сум со сите да разговарам. Диалогот со председателот на Социјалдемократскиот сојуз е во насока кога зборуваме за евроинтеграциите, за надворешната политика и е многу важно ние да ги научиме лекциите од соседите кои секогаш се повикуваат на декларации, на меморандуми. Ние тоа не го правиме. Позицијата ќе ја зајакнеме кон надвор. Ако кон надвор зборуваме во еден глас. Тоа е националниот интерес. Да, во таа насока какви се односите со ДУИ, со Демократската унија за интеграција? Еве, повторно партија, да, пратениците. Да, јас сум познавала како пратеничка многу пратеници од Демократската унија и сум била и дури пријателка со нив. Ако мислите на контакти како овие со господинот Филипче, не сум имала.
Вие го знаете Сакам да ставот во прашам именно, кампањата да, кон Дуи. Спремна сум јас за Од оваа било партија каков разговор. ви забележа последно нешто, дека сте се позиционирале на страната на владата, занемирувајќи ги механизмите за заштита од етничка мајоризација. Не е точно, не е точно. Не можам јас да ги занемарам механизмите на етничката репрезентативност. Правичната и соодветна застапеност е уставна категорија. Моите изјави се секогаш врзани за уставот и за законот. Се разбира, пораките беа дека треба да го оставиме на мир Уставниот суд да решава. Јас верувам во составот на овој уставен суд. Јас исто така мислам дека ако во евроинтеграциите ќе биде важно не само да сме хармонизирани со акито, туку ќе бидеме оценувани и дали во праксата ги спроведуваме законските решенија, тоа ќе го проверуваат главно Венецијанската комисија и Греко, тогаш ние мора да водиме сметка и за нивните мислења. Значи, во мојот кабинет јас можам да влијам врз што? Во составот на различните тела. Јас одговорно тврдам дека во конституирањето на телата овде, како што се Комисијата за признанија и одликувања, Комисијата за помилување, Советот за млади, секогаш внимавам не само на правичната и соодветна застапеност, туку и повеќе од тоа има. Зошто? Зашто првиот критериум за мене е стручност и компетентност. И за крај да ве прашам, дали успеавте да бидете претседател на сите граѓани како што ветивте на почетокот на мандатот? Тоа е всушност најважната функција, иако ние секогаш велиме меѓународната политика. Мојот легитимитет многу пати, повторувам, извира од граѓаните, бидејќи јас сум избрана на директни избори и уставната одредба дека ги представува граѓаните во земјата и надвор е најважната. Предпоставувам ги следите моите секојдневни активности. Тие активности не се канцелариски, туку се насочени на постојани средби со најразлични категории на граѓани, а најмногу најранливите категории. Во тој поглед, јас мислам дека, тоа може лесно да го проверите вие новинарите, еве, има истражувања на јавното мислење, јас мислам дека ја уживам довербата на граѓаните, не само од различни етнички заедници, туку и од граѓани со различни статуси, различен пол, различна возраст, се обидувам, но велам, само евалуацијата не е вистинската евалуација, има начини тоа да се провери. Почитувани, го следевте неделното интервју со претседателката Гордана Силјановска-Давкова. Ви благодарам за разговорот. И јас ви благодарам за можноста да ги изразам ставовите.